Благодарам, заменик председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани присутни македонска јавност. Пред нас имаме суштински важен закон кој се однесува на равномерниот регионален развој, односно Законот за равномерен регионален развој има суштинска важност затоа што неговата основна цел е намалување на развојните диспаритети помеѓу планските региони. Факт е дека важноста од овој закон е огромна, затоа што тоа истовремено значи и локален економски развој, вложување во раст и работни места, односно интегрирани мерки за одржлив урбан развој. Но до тоа ќе дојдеме само со доследна примена на законското решение во пракса и со заеднички заложби. Да бидам искрена, се радувам што како пратеничка група успеавме амандмански да влијаеме на подобрување на законското решение, односно влијаевме на поттикнување на реалното намалување на диспаритетите меѓу неразвиените и помалку развиените подрачја. Ова го побаравме од причина што сме свесни дека неравномерниот развој во голема мера влијае врз миграцијата на населението од остатокот на државата во главниот град, што сме убедени дека е погубно за просперитетот на останатите делови од земјата, а од друга страна доведува до пренаселеност во главниот град. Но, од друга страна, жалам што со предложениот Закон за равномерен регионален развој нема да се спречи нетранспарентен, нечесен, корумпиран и селективен избор на проекти, а ќе отсуствува и содржинска и темелна изработка и донесување на стратегијата за равномерен регионален развој заради амандманите кои што ни ги одбивте, иако, за жал, Државниот завод за ревизија нотираше низа фрапантни неповолности на Бирото за регионален развој, непочитување на законите, авансно трошење на парите од владините програми без покритие и нејасни процедури за плаќање на режиските трошоци. Колку и да звучи дегутантно, повторно ќе кажам дека овој закон заслужуваше широка јавна дебата, во која ќе ги вклучевме сите заинтересирани и засегнати страни, со што ќе добиевме далеку поквалитетен закон. Добро ќе беше власта да си го исполнеше ветувањето со кое на местните и урбаните заедници ќе им ја засилеше моќта и ќе добиеја правен статус, па и тие ќе беа помотивирани и ќе можеа да даваат поголем придонес при реализацијата на што е можно поголем број проекти. Но за жал ова ветување остана само убав збор на хартија. Сакам да верувам дека конечно општините ќе пројават интерес за користење на средствата кои им се на располагање, за конечно да престане да трпи развојот на планските региони. За оваа цел потребна ни е мотивирана администрација која сака и има капацитет да помогне за да не ни пропаѓаат парите и сите заедно да дадеме придонес во развојот на секое делче од оваа наша преубава Македонија. Како пратеничка група апелираме во иднина председателите на планските региони да бидат вклучени во донесувањето на буџетот, да поднесуваат амандмани, да ги оценуваат поднесените амандмани, бидејќи тие најдобро ги знаат потребите за развој на регионите. Министерот за политички систем и односи меѓу заедниците, како член на Советот за равномерен регионален развој, да се потруди во секоја општина да има совет за односи меѓу заедниците или барем еден представник на заедниците кој ќе предлага проекти кои што се во нивен интерес. Добро ќе биде да има и член кој ќе контролира дали при доделувањето на средствата за проекти има непотизам, судир на интереси и други девијантни појави кои пречесто се случуваат во оваа наша Македонија, секогаш кога станува збор за избор и оцена на проектите. И за крај да направиме парите кои ќе дојдат во локалната власт и се добре дојдени да се искористат целосно. Приоритет во проектите на локалните власти да бидат местата со низок степен на развиеност и на вистина да се помогне развојот на локално ниво. Тоа ќе го постигнеме само со доследно почитување на законот, со кое е предвидено 1% од бруто домашниот производ да се одвојува за равномерен регионален развој, а равномерен регионален развој значи да се почитува методологијата за развиеност, односно неразвиеност. Оваа моја денешна дискусија нека биде и апел за што е можно поголем ангажман на сите оние кои ја сакаат оваа земја и кои што иднината на своите деца ја гледаат овде. Да бидеме сериозни и да им дадеме шанса на младите, градејќи им поволен економски амбиент, а овој закон и покрај недостатоците кои што ги нотиравме, ако се применува како што треба, може да биде добра основа за тоа. Ви благодарам.